Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Кога ти се жртвуваш, Бог те наградува. Тој едноставно го прави тоа, и тоа е се. Едно од нештата кои се случуваат е дека тој ти дава многу омиленост, а омиленоста е толку едноставно е забавно. Најголемиот проблем кој ние го имаме како христијани и најголемиот проблем кој светот го има со христијаните се оние кои зборуваат за она што го прават, а не го живеат она што го зборуваат. Тоа е така затоа што немаме донесено таа одлука да го оставиме стариот живот. Не можете само да го земете Исус, да го залепите на вашиот стар живот и да очекувате тој да се согласи со тој да ви ги реши сите проблеми, додека вие се уште живеете на истиот начин како што сте живееле претходно. Амин. Нема човек кој може да биде навистина на новороден без да се промени. Тоа не е возможно. Во 1 Јован, глава 3 стих 9, Библијата вели во расширениот превод дека секој што е нановороден не може вообичаено намерно да продолжи во грев. Не вели дека никогаш не греши, туку вели не може вообичаено намерно да продолжува да живее во грев, зашто семето од Бог живее во него. Дали знаете што значи тоа? Кога вие сте на новородени, станувате бремени со се што Бог е. Но тоа доаѓа во нашиот дух во форма на семе. И затоа Словото е наречено водата на Словото. Секогаш кога го слушате Словото, вие го наводнувате семето Божјо кое се наоѓа внатре во вас и ви помага да растете. Нема да навлезам во ова. Ние уживаме во Царството Божјо единствено преку принципите на Царството. Например, Исус постојано повторуваше: ако го сакате ова, тогаш направете го ова. Може би јас сум чудна, но ми се допаѓа тој систем. Ми се допаѓа кога некој ми каже: ако го сакаш ова, мора да го направиш ова. Значи, многу години мојата грешка беше што јас се обидував да правам различни нешта сама, без да се понизам и да барам Божја помош. И затоа не стигнав далеку. Но сега, откако научив да кажам: јас сакам да го сторам ова, но не можам ако ти не ми помогнеш, тогаш јас напредувам многу повеќе. Матеј глава 7 стих 12 вели: сето она што сакате да ви го прават другите, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Сега, во Стариот Завет вели: око за око и зап за зап. Ако некој ви направи лошо, тогаш и вие вратете му лошо. Ние добиваме целосно нов сет на духовни правила. Слава на Бог што старозаветните закони се завршени, но ние се уште имаме духовни принципи. Дали ме разбирате? Не можете да бидете христијанин и да живеете како светот. Не можеш да бидеш христијанин и да живееш како светот. Јас не реков дека не можете да уживате во нештата од светот, но некои од светските нешта не можете да ги уживате, затоа што тие не се правилни и тие не се пристојни. Јас сакам да гледам телевизија навечер кога одмарам, но најчесто гледам кога далечинското е во моите раце. Можам да кажам, кога лошите нешта ќе ги прикажат пред да ги видам, јас ги премотувам. Знаете што? Не ви е потребно сето тоа ѓубре за нешто се уште да биде добро. Јас имам најразлични едитирани нешта и поправени филмови. Знаете, јас не сакам да се полнам себе си со ѓубре. Добро. Ајде, не ме терете да работам толку напорно. Но сега, ние го имаме ова ново нешто во Царство. Не правете го на другите она што тие ви го направиле на вас. Туку правете им го она што вие би сакале тие да ви го прават вам.
Тоа е доста наопаку. Што ако јас се однесувам со нив добро, а тие се уште не се однесуваат со мене добро? Па знаете што? Ти се уште се покоруваш на Бог и ти се уште ќе бидеш среќен и ти се уште имаш награда која доаѓа. Денот на исплата доаѓа. Ме слушнавте ли? Денот на исплата доаѓа. Јас го давам мојот живот за ова и јас не планирам да испуштам мојата награда. Сега, сето ова би било во ред и би функционирало доста лесно ако не постоеше ѓаволот. Но гледате, факт е дека кога сакате да правите добро, лошото секогаш доаѓа. Павле го рекол тоа. Кога сакате да направите добро, лошото секогаш доаѓа. Смешни се нештата кои не се случуваат. Само обидувајќи се да ги организираме овие конференции. Мислам, ние ги запишуваме и на крајот од годината мојата асистентка ги чита и тоа е како ѓаволот никако не сваќа. Дека ние го прочитавме и знаеме што прави тој. И нема да се откажеме. Само затоа што тој прави да ни е малку незгодно. Ние имавме луѓе на кои им беа откажани летовите. Мислам, секакви проблеми. Знаете, тоа прави сите да се под стрес. А ѓаволот, ако воопшто дојдете до овде, ѓаволот сака да дојдете овде под стрес. И дури тие од вас кои доаѓаат, се прашувам колку нешта ви се случиле дома, токму додека сте пробувале да излезете. И тоа ве направило како... Веројатно поголемиот дел од вас, а веројатно не сте многу, кои само сте направиле план и се поминуло како што треба. Сте дошле без проблеми? Колкумина од вас некој требало да дојде со вас и ти откажале? Речи си сите. Знаете зошто? Затоа што тие не биле доволно мудри да сватат што ѓаволот се обидувал да украде од нив. Ѓаволот е лажач. Да измами. Тоа е најголемиот измамник, а тоа значи да мами. Да мами. Тој само доаѓа да украде, да убие и да уништи. Оној кој дава лажен впечаток, без разлика дали по изглед, изјава или влијание. Кажано е дека богатствата се измамнички. Кажано е дека светот е измамнички. Кажано е дека гревот е измамнички. Дозволете ми да ви зборувам неколку минути за светот, затоа што ние живееме во него, но не треба да сме од него. Сакам да ви појаснам. Јас верувам дека Бог сака да не благослови и јас верувам дека тој сака ние да имаме убави нешта. Јас мислам дека е во ред да имаш изобилство од нешта се додека ти си дарежлив со она што го имаш. Но исто така, може да те одвлече подалеку од твојата врска со Бог, ако ти не си доволно зрел да се справиш со тоа. Звучи како една мала група таму во средината кои го сватија ова. Видете, ние не сваќаме дека ние само поминуваме од овде. Ова не е нашиот дом. Дали некојаш сте се прашувале зошто без разлика што и да имате или колку добри нешта да ви се случуваат, едноставно никогаш не сте 100% задоволни. Така беше и јас се изморив од тоа. Јас сум како, ајде Господи, јас се обидувам да ти служам со целиот мој живот и јас немам никаква причина да бидам незадоволна, зашто секогаш се чувствувам како нешто да ми недостасува. Тој рече, затоа што се уште не си дома. Јас би била позагрижена ако станете 100% удобни и сте задоволни овде, отколку ако би ми рекле,
Јас едноставно се чувствувам како нешто малку да ми недостасува. Па Бог е запишал вечноста во нашите срца. И нема никое друго место како дома. Добро е да отидеме некаде на посета, но нема место како дома. Амин. Посеаното пак во трње е оној што го слуша Словото, но грижата од овој свет и примамливоста на богатството го задушува Словото и тој станува без род. Хајде само да кажеме дека некој е на новороден. Бог сака да го благослови, му дава умиленост и тој дава унапредување на работа. И тогаш, одеднаш еве го искушението. Ако навистина сакаш да ги искачиш скалите на успехот, ќе мора малку да правиш компромиси. Мислам, можеш да бидеш христијанин, но ајде не биди еден од тие радикалните. Да, знаете, одиш на црква, но не мора постојано да зборуваш за тоа. Не мора да седиш и да ја студираш Библијата за време на паузата за ручек. Едноставно, не биди толку хиперрелигиозен. Знаете, има некаква вредност во нешто од тоа. Но ви велам дека, колку повеќе имате, подобро да се држите поблиску до Бог. Затоа што парите, нештата и успехот, ништо не може да те оддалечи од Бог побргу отколку тие нешта. Затоа, не е мудро да посакуваш нешто што Бог не сака да го имаш. Затоа што дури ако мислиш дека можеш да се справиш со тоа, Бог знае дали навистина можеш да се справиш со тоа. Јас се молам вака: Боже, не ми давај ништо со кое не би можела да се справам и се уште да те задржам Тебе на прво место во мојот живот. Јас не го сакам тоа. Јас ќе завршам со ова за неколку години овде. И дозволете да ви кажам. Се чувствуваш поразлично за нештата кога стануваш малку постар. Нештата кои порано биле толку битни. Јас порано толку сакав да купувам нешта. О, мој Боже, шопингот ми беше како занимација. Ајде, излегувате, шетате наоколу во шопинг моловите, излегувате од истите продавници, одите во наредниот мол, и одите повторно наредниот ден, а јас сега само... Тоа е како... Навистина? Јас имам едно место од каде го купувам најголемиот дел од мојата облека и уживам да одам таму. Жената таму ми е пријател. Јас купувам облека од неа повеќе од 30 години. Не дека не ми се допаѓаат убави нешта. Јас не копнеа по нив или не мора да ги имам како порано. Ако имаш 50 пара чевли, дали навистина ти треба уште еден пар? И ако донесеш дома еден, тогаш имај правило. Кога нешто влегува, нешто излегува. Амин. Јас сум во ред со тоа. Барем ако донесеш повеќе. Светот е толку измамнички. Што ги речете за ова? Купи го овој нов автомобил денес и не мора да плаќаш една година. О, да, тоа звучи добро. Единствениот проблем е, по една година од сега кога плаќањето ќе започне, автомобилот не изгледа многу поразличен од оној што си го заменил за нов. Единствено кога веќе навистина не си можел да си го дозволиш, си морал да го земеш долгиот план за отплаќање. Сега автомобилот кој е стар една година, треба да го отплаќаш уште 7 години. Јас купив накид уште во продавницата за накид. И кога дојдов дома, си помислив, ова не изгледа како што изгледаше во продавницата. Дали некој сте го забележале тоа? И јас сватив дека е до светлото во продавницата. Јас сушност го вратив. Само реков, јас
Јас сакам убави нешта. Знаете, имам повеќе обувки од колку што можам да ги износам. Повеќе обетки од колку што можам да носам. Но навистина се обидувам да бидам дарежлива со она што го имам и давам постојано. Но не можеш да дозволиш тие нешта да ти значат повеќе од колку Исус. И немој да дозволиш твојата врска со Него да биде за да го натераш да ти го даде она што го сакаш. Не барај го Него за Неговите подароци, туку за Неговото присуство. Може ли да ги добијам двата пакети мат? Ќе ви дадам пример за тоа каков е светот и какво е нашето тело. Сега, јас имам два пакети овде. Едниот од нив едноставно е завиткан во кафеава хартија. Луѓе, ова е убав, зарем не? Сега, повеќето од вас секогаш има некој кој би го направил правилно. Но повеќето од вас, ако јас речам, кој од овие два го сакаш? Вие веднаш би го избрале овој. Вака функционира светот. Изгледа толку убаво. Ово ќе биде прекрасно. Но знаете што? Овде нема ништо. Сега, овој не изгледа воопшто толку интересно. Веројатно изгледа како некоја книга. Секојдневната Библија за живот. Сега, ова е најголемото богатство што некој би можел да ти го подари, затоа што царството е овде. Сите овие обратни принципи кои се навистина правилни, токму со ова е полна. Јас гледав еден филм еднаш за внук кој мислеше дека ќе го наследи имотот од дедо му кој што беше доста пари. И во читањето на тестаментот тој доби Библија и беше толку изнервиран. Тој воопшто не беше среќен. И така со години тој беше огорчен и гневен за она што го сторил дедо му и тој не отвараше Библијата ниту читаше. Но неколку години поминаа, тој минуваше низ тешкотии. Извади Библијата и почна да ја чита и да ја чита. Тој читаше од почеток и дојде некако до средината и пронајде ливче каде пишуваше што беше неговото вистинско наследство и каде би можел да го пронајде. Гледате, неговиот дедо му го оставил целиот имот, но тој не сакал тој да ги добие парите без да го добие царството. Немојте да правите компромис со вашите морали за да добиете маж. Да добиете жена, да добиете унапредување на работа. Да добиете пријатели, затоа што ако треба да ги купите своите пријатели, тие секако нема да ве сакаат. Ме слушнавте ли? Гледајќи во невидливото. Прва Јован глава 2 стих 16 и 17. Зашто? Се што е во светот, походата на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот, не е од таткото, туку од овој свет. Сега слушајте го ова, навистина сакам да го сватите ова. А светот е минлив заедно со похотите негови. Но оно што ја извршува војата Божја останува довека. Светот во моментот одминува. Јас цврсто верувам дека навистина за да живееме во царството, според принципите на царството и да му служиме на Бог правилно, ќе има некои жртви. Тоа не е многу популарен збор денес. Оно што сакам да го кажам со ова е дека ќе има нешта кои едноставно не можете да ги правите. Можеш, но тоа нема да биде добро за тебе. И некои од нив, голем број од тие нешта можеш да ги правиш, тоа нема да направи да си го изгубиш спасението, но ќе направи да изгубиш радоста на царството која можеш да ја живееш овде на земјата.
Павле го молеше тоа. Да можам да те познавам тебе и силата на твоето воскресение која ме подигнува од мртвите уште додека сум во телото. Тој велеше: добро, постои област во која можам да влезам. Дори додека минувам низ тешкотии, јас можам да бидам подигнат на тешкотиите. Ние можеме да бидеме како орлите кои ја искористуваат бурата, и ние всушност летаме над бурата и гледаме долу во неа. Но кога правите жртва, да го правите правилното нешто. Дали некој слуша зашто зборувам? Ако ти би ризикувал да изгубиш својата работа, отколку да ги компромизираш своите морали за да ја задржиш работата, ако избереш да бидеш сам, отколку да влезеш во неморална врска, и не го исклучувајте телевизорот. Само затоа што не ви се допаѓа она што го велам, не значи дека не е потребно да го слушнете. Гледате, Бог има нешто подобро за тебе отколку гревот, но некогаш треба да чекаш за тоа. И некогаш мора да дојдеш до моментот каде јас подобро нема да имам пријатели отколку да имам погрешни пријатели. Јас подобро никогаш нема да бидам во брак отколку да бидам во брак со погрешната личност. Амин. Јас размислував за Дејв. Кога ти се жртвуваш, Бог те наградува. Тој едноставно го прави тоа. Тоа е се. И едно од нештата кои се случуваат е дека тој ти дава многу омиленост. А омиленоста е толку едноставно забавна. Сам забавно е кога имаш Божјата омиленост на твојот живот, затоа што ти се случуваат нешта кои на вистина не би требало да се случуваат и тоа нема никаква смисла за другите, но ти знаеш зошто. Тоа е само намигнување од Бог кој вели: нема на што. Ајде. Така, како што почуваме со службата. Знаете, прво јас почнав со службата и Дејв најпрво не сакаше многу да се меша во тоа, но Бог брзо се справи со него и само за неколку недели тој свати. Тој брзо учи. Не како мене, јас учам споро. Но тој рече дека Бог едноставно му покажал. Таа е помазана да поучува. Ти треба да ја поддржуваш. Не се обидувај да правиш нешто зашто не си помазан и ти секогаш ќе имаш радост. Едно од нештата од кои Дејв требаше да се откаже кога ние почнавме да патуваме заради сите состаноци, освен оние кои јас ги имав во деновите кога тој се уште работеше како инженер, но кога тој се откаже од таа работа, секоја конференција која сум ја направила, со исклучок на можеби 2, тој секогаш е токму овде каде што е. Токму таму. Не знам како тој може да се смее на истите мои шеги постојано, но тој вели дека му се допаѓа, па... Но едно од нештата, тој беше во лигата за голф. Дејв на вистина го сака голфот и тој беше во лигата за голф. Се сеќавам кога тој требаше да се откаже од тоа за да може да го прави она за кое Бог не повика да го правиме. И се сеќавам дека му беше малку тешко. То беше тешко. Знаете, тешко е да се откажеш од нештата во кои на вистина уживаш. Но неодамна, Дејв играше голф со Џак Никлас. Па? Добро, сега слушнете. Момче од Фентон не го прави тоа, но Бог. Ајде, ме слушате ли? Така, кога ќе зачекорите во тоа невидливо поле. Тоа е она што Дејв го правеше кога се откажа од својата работа и се откажа од различни нешта. Мислам, имавме сон, а се уште не гледавме ништо. Требаше да не видите во првите денови. Мислам, имавме автомобил и една мала приколка. И таму бевме јас, Дејв и водач за славење. Едно од нашите керки и зетот ги возеа другите работи и ги носеа нивните деца со нив. Тогаш мојата керка имаше 2 бебиња. Таа плачеше цела година, јас само патот не беше местото за неа.
Но толку многу луѓе се жртвуваа за ние да можеме да им помогнеме на толку многу луѓе, на колку што им имаме помогнато денес. Толку многу луѓе се жртвуваа. И ти не си, ако ти сакаш да имаш нешто вистинско и скапоцено, нешто што навистина ќе ти го стопли срцето и ќе направи разлика во твојот живот и ќе донесе награда, тогаш биди спремен да ги жртвуваш небитните нешта за нештата кои се важни. Следниот пат кога ќе почувствуваш дека си под стрес, загрижен или обземен од животот, сети се, постои невидливо царство, Божјото царство. И дури ако не го гледаш како тој работи, јас ви гарантирам дека тој работи.